Значи денеска конечно дојде 17 мај, денот кога тргнуваме и пристигнуваме во Скопје. Како што може да видите, огромен број на прилепчени се одзваа на нашиот повик. Не само членови симпатизери на СДСМ, туку и граѓански асоциации, граѓани кои што сакаат да присуствуваат на големиот мирен протестен митинг во Скопје. И покрај огромните обструкции кои ги правеше власта за овој митинг да биде малку посетен, нашата партија направи максимални напори да сите луѓе кои што сакаат денеска да присуствуваат во Скопје да ги земеме и да ги однесеме во Скопје. Значи очекуваме присуство над 2500 наши граѓани, членови, симпатизери од Прилеп да присуствуваат во Скопје. Еве што току сега конвојот тргнува и се надевам дека оние обструкции кои до вчера ги имавме во текот на патот до Скопје нема да ги имаме и нашите граѓани мирно ќе ги однесеме, сигурно ќе ги однесеме, исто така сигурно ќе ги вратиме назад. Значи организацијата е направена максимална. Очекуваме позитивен митинг, митинг за кој ќе ја покажеме силата на народот дека оваа недемократска власт од утре треба да се замине од политичката сцена. Сите ние учествуваме во еден убав, прекрасен ден. Денес Македонија го покажува своето вистинско лице. Денес граѓаните на Република Македонија го покажуваат својот став, желба, заложба за слободна, демократска, просперитетна Македонија. Македонија која ќе биде еднаква за сите и Македонија која во вистинска смисла на зборот ќе ја покаже поддршката кон сите своји граѓани. Денес е ден преку кој се креира иднината не само на нашата држава. Денес ние ја проектираме иднината на нашите деца и следните поколенија. Од денес ништо повеќе во Македонија нема да биде исто. Овој ден го покажува вистинското лице, во каква Македонија сакаме да живееме. Граѓаните покажаа дека никакви закани, заплашувања, уцени не можат да ги спречат да ја постигнат својата цел – слободна, демократска и просперитетна Македонија. Сите обструкции кои што ДПМН изминативе денови ги прави, изминативе години тој ги прави, меѓутоа изминативе денови околу организацијата на митингот, сепак очигледно е дека нивната цел нема да успее. Тоа ќе го видиме низ денешниот митинг кој што ќе биде организиран во 14 часот и сами можете да видите колкава масовност на луѓе има. Дополнително и покрај тоа што правеа обструкции со автобусите, очигледно е дека голем дел на народ со сопствените вози да тргна према главниот град Скопје. Се надевам дека ова што денеска ќе се случи во Република Македонија ќе биде пример како понатаму една власт не треба да владее со Република Македонија. СДСМ, опозиционите партии, невладиниот сектор и сите оние кои што се приклучени на овој протест ќе испратат многу јасна и недосмислена порака. Никола Груевски мора да ја напушти функцијата премиер, мора да се формира преодна влада и мора да се организираат демократски фер избори во Република Македонија.